Добре дојдовте во Урбаните вести. Останете со нас, следува кусиот преглед од насловите за денеска. Гратис ваучер за такси возење со секоја онлайн резервација на ресторани МК. Од денеска до четврток, пролетен базар на домашни ракотворби 2018 во црквата Свети Спас. Започна кампањата за донација на старите, но употребливи електрични апарати. Децата од градинките цртаа на асфалт по повод Свети Кирил и Методиј. Кампањата за безбедност во сообраќајот ги возиме одговорните има за цел да ги мотивира граѓаните да бидат одговорни кога посетуваат ресторан и конзумираат алкохол, односно да не управуваат моторно возило. Како награда за тоа ќе добијат гратис ваучер за такси возење во износ од 100 денари. Да се мотивираат граѓаните да бидат одговорни кога посетуваат ресторан и конзумираат алкохол, да не ги загрозуваат својот и животот на другите учесници во сообраќајот е целта на кампањата за безбедност во сообраќајот, насловена "Ги возиме одговорните". Со оваа кампања ќе се мотивираат граѓаните да бидат одговорни кога посетуваат ресторан и конзумираат алкохол, односно да не управуваат со моторно возило. Како награда за тоа ќе добијат гратис ваучер за такси возење во износ од 100 денари. Со секоја онлайн резервација направена преку restorani.mk, гостите ќе добијат ваучер во ресторанот. Градоначалникот Петре Шилегов рече дека град Скопје реши да го поддржи овој настан заедно со АМСМ и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, од причина што безбедноста на учесниците во сообраќајот во Скопје е во редот на врвните приоритети на градот. Шилегов додаде дека многу загрижуваат бројките на пијани возачи во нашиот град. Пред некој викенд дури 500 возачи беа фатени како возат под дејство на алкохол. Со вакви бројки воопшто не е ни чудо што сме на дното на листите на безбедност на улиците во европски рамки. Можноста на нашите сограѓани кои имаат резервација преку ресторани МК да користат бесплатен такси превоз за враќање дома по добрата забава во некои од скопските ресторани е одлична прилика ваквата реалност на скопските улици да ја промениме. Шилегов истакна дека граѓаните на Скопје мора да заборават на своите автомобили кога конзумираат алкохол. Јавниот превоз работи до доцна во ноќта. Такси цените се релативно ефтини во споредба со другите европски градови, а сега се нуди и можност за бесплатен такси превоз. Ристо Манчевски, секретар на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, рече дека истражувањето кое го спровеле минатата година покажало дека од анкетираните возачи 85% изјавиле дека некогаш управувале моторно возило под дејство на алкохол. Ваквата бројка е загрижувачка и токму затоа вакви активности се неопходни со цел отрезнување и подигање на свеста за опасноста од управување на моторно возило под дејство на алкохол. Републичкиот совет како партнер во оваа кампања ќе реализира голем број на активности од изработка и дистрибуција на едукативни материјали, организација на јавни настани во гостителски објекти, организација на едукативни алкопатроли и голем број други активности со цел едукација на учесниците во сообраќајот за влијанието на алкохолот на способноста за управување на моторно возило. Манчевски додаде дека според статистичките податоци од почетокот на годинава околу 40 лица го загубиле животот во сообраќајни несреќи. Од денеска до четврток во црквата Свети Спас ќе биде отворен пролетен базар на домашни ракотворби 2018, каде на едно место ќе бидат представени дела на занаечиите и ракотворците. Во црквата Свети Спас на Кале од денеска е отворен пролетен базар на домашни ракотворби 2018 во организација на град Скопје, Сдруженијето на уметници ракотворци Артикрафт и Конзерваторскиот центар Скопје. Базарот ќе биде отворен до четврток до 18 часот. На едно место ќе бидат представени дела на креативните раце на занаечиите и ракотворците, изработени од најразлични материјали. А ќе има и занаечиски презентации со различни содржини. Во рамки на базарот за утре е планирано да се формира мрежа на ракотворци на стари занаети на ниво на Македонија. Базарот ќе има и придружни активности како модна ревија, музички и поетски настапи и занаечиски работилници. Кревање на свеста за придобивките од селектирањето и реупотребата на стар, а сепак исправен апарат, а со тоа и негово намалување, е целта на здружената еко-кампања на колективниот постапувач нула отпад со Црвениот крст на Република Македонија и СОС Детското село, која што започна денеска.
5 семејства во ризик и 5 семејства од ДСОС детското село ќе добијат по еден електричен уред, донација од колективниот постапувач Нула отпад. Компанијата денеска потпиша договор за соработка со Црвениот крст на град Скопје за селектирање и реупотреба на стари, но исправни апарати. Колективниот постапувач Нула отпад со поддршка на Црвениот крст на град Скопје и СОС детското село ќе има пристап до социјално загрозени семејства на кои им е неопходен одреден уред во домот за да го остварат основното право на пристоен живот. Целта на оваа соработка е да им се помогне на лицата кои живеат на работ на екзистенцијата и немаат можност да си купат нов електричен апарат, така што Нула отпад по воспоставената комуникација ќе го преземе апаратот пошто ќе следи проверка и доколку е во исправна состојба, истиот ќе се донира. 070236330 е еколинијата на која граѓаните пријавуваат што како уред тие поседуваат во својот дом, каде што од прагот на нивниот дом, значи буквално дали сте од на 6 кат со живење, има лифт или нема лифт во зградата каде што е граѓанинот, уредот се превзема бесплатно. Ние го организираме текот на управувањето со електронскиот и електричниот отпад. Одзивот на граѓаните на нашата телефонска линија ќе зависи од тоа колку ќе биде донирано. Иако во моментот подпишавме и со Црвениот крст и со СОС детското село меморандум за соработка за 5 уреди, секогаш велам дека оваа соработка може да се прошири за повеќе уреди, бидејќи имаме многу граѓани кои што се од на работна екзистенција. Марина Матовска од Црвениот крст на град Скопје, кампањата I Choose to Reuse ја посочи како голема хуманитарна акција, од која бенефит покрај социјално загрозените семејства ќе има и животната средина, бидејќи на правилен начин ќе се уништува штетниот електричен отпад. Ние работиме со ранливите групи на население и на годишно ниво се опфаќаат повеќе од 2000 лица во ризик и социјално загрозени лица кои што имаат најразлични потреби. Нашите тимови редовно прават проценки на потребите. Потребата од електрични апарати во домаќинството или најразлични видови на електрични апарати се навистина значи една од потребите кои ги набројуваат и кои што всушност невозможуваат да секојдневно функционираат. Така да сметаме дека оваа идеја ќе биде навистина успешна, дека ќе можеме да задоволиме поголем број на потреби на граѓаните и ќе можеме да го подобриме квалитетот на живење. Република Македонија има проблем со нестандардизираните општински депонии, каде завршува околу 70% од отпадот, или околу 490.000 тони годишно, а останатите 30% завршуваат на непознати локации, најчесто долови, реки и покрај патишта, покажуваат податоците од Националниот план за управување со отпад на Република Македонија 2009-2015. Спроведување конкретни проекти, активности, истражувања, креирање, развој и промоција на европски образовни програми и подобар квалитет на воспитно-образовниот процес во општина Аеродром е целта на меморандумот за соработка кој го потпиша општината со Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе. Општина Аеродром и Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе потпишаа меморандум за соработка. Целта на меморандумот е спроведување конкретни проектни активности, истражувања, креирање, развој и промоција на европски образовни, социокултурни и економски политики, со што ќе се унапреди образовниот, економскиот, културниот и општествениот статус на граѓаните. Во рамките на оваа соработка ќе се организираат заеднички работилници, семинари, обуки, трибини и други форми на активности за зајакнување на педагошките компетенции на наставниците, преку развивање на современи интерактивни модели кои ќе се имплементираат во основното воспитание и образование. На тој начин ќе се унапредува квалитетот на наставата, согласно современите образовни системи и практики. Ваквата програмска поставеност е своевидна поддршка и на предстојните реформи на воспитно-образовниот процес во Република Македонија, со посебен осврт на основното воспитание и образование. Преку меморандумот за соработка со Институтот Европа за тебе, општина Аеродром ќе добие и стручна помош и поддршка за аплицирање и учество во проекти, чија цел е унапредување на воспитно-образовните, економските и социокултурните услови во училиштата. Учество во проектот за уредување на коритото на Серава, прифатена иницијатива за детален урбанистички план и дополнување на програмата за комунални дејности
Се точките кои денеска беа изгласани на 9-та седница на Советот во општина Бутел. Советниците од општина Бутел на денешната 9-та седница на Советот ги усвоја предвидените 3 точки од дневниот ред. Со позитивното гласање на точките, општина Бутел финансиски ќе учествува во реализација на проектот Уредување заштита и регулација на речното корито на реката Серава. А прифатена е иницијативата за изработка на детален урбанистички план, градска четврт со 13 во општина Бутел. На денешната седница на Советот беше прифатена и одлуката за дополнување на програмата за комунални дејности на општина Бутел за 2018 година. По повод денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи, детскиот културен центар Карпош и оваа година заедно со град Скопје традиционално ја организираше манифестацијата Цртање на асфалт, на која учествуваа децата од градинките. Во пресрет на празникот денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи, традиционално како и секоја година, така и оваа се одржа манифестацијата Цртање на асфалт во организација на детскиот културен центар Карпош во градскиот парк. На манифестацијата учествуваат децата од градинките во Скопје, кои преку покажување на своите ликовни вештини учеа за важноста да се одбележуваат значајните датуми во македонската историја. Јас се викам Мелани. А ти? Еда. А ти? Леон. А што цртате денеска? Деца за фатани са рачиња. Девојче и сонце. Браво, а ти? Ја цртам девојче и цвеќе. Браво, а ти што црташ денеска? Детенце. Срце! Во колку бои? Пошарени! Како што истакна директорката на детскиот културен центар Карпош, Ружа Ѓорѓевска, на јазик соодветен за возраста, децата добија информации кои биле светите браќа Кирил и Методи и зошто ги празнуваме. Во пресрет на големиот сесловенски и македонски празник 24 мај, во чест на браќата Кирил и Методи, детскиот културен центар вообичаено секоја година приредува манифестација Цртање на асфалт, во кој што учествуваат градинките од градот Скопје. И се трудиме на овие деца уште од најрана возраст да им објасниме кои се браќата Кирил и Методи, од каде е тргната писменоста, дека од македонско тло е тргната и значењето на самата писменост. Задоволството е огромно кога ќе се видат овие деца да ги искажат своите таленти токму на платото овдека во градскиот парк. Манифестацијата се одржа во градскиот парк кај споменикот на Гоце Делчев, каде што децата ја нацртаа својата фантазија на асфалтот. Од детскиот културен центар Карпош беа обезбедени материјали за цртање, пригодна програма и символични награди за учесниците. Да се определат катчиња за читање и време за читање во текот на секој училишен ден е една од препораките од проектот со читање до лидерство, кој има за цел да ја подобри раната јазична и математичка писменост, да ги подобри педагошките вештини на наставниците. Училиштата да предвидат катчиња за читање и време за читање во текот на секој училишен ден, а наставниците секојдневно да потекнуваат дискусија и да го развиваат критичкото мислење, со цел да се зголеми разбирањето на содржината кај учениците. Ова е една од препораките на 5-годишниот проект на УСАИД со читање до лидерство, спроведен од Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Целта е да ја процени и подобри раната јазична и математичка писменост, да ги подобри педагошките вештини на наставниците и да ја информира целата јавност како вештините по читање и математика придонесуваат за интелектуалниот развој на учениците. Преку Фондацијата Чекор по Чекор беа испечатани сликовници на македонски и албански јазик, прилагодени на возраста и интересите на учениците од почетните оделенија, кои беа распределени во сите централни и подрачни училишта низ целата земја, кои ќе им бидат од голема корист и на идните генерации ученици. Проектот понуди иновативни пристапи и активности, како што се библиотека на тркала и збирка ресурси за учење во печатена и дигитална форма. Со него, меѓу другото, беа спроведени 5 студии во опфат на 15.000 ученици за проценка на јазична и математичка писменост преку алатките развиени од страна на УСАИД. Формирани се заедници за учење за развивање култура на учење, а изготвени се и 2 прирачника за јазична и математичка писменост кои се достапни на наставниците на веб страницата на Фондацијата Чекор по Чекор.
Новиот музички фестивал Интерфест, на кој ќе настапат 50 изведувачи од Македонија и регионот, а кој требаше да се одржи од 29 мај до 2 јуни во и надвор околу спортскиот центар Борис Трајковски, се презакажува од 29 август до 2 септември поради најавените врнежи. Музичкиот фестивал Интерфест ќе се одржи од 29 август до 2 септември. Организаторите информираат дека терминот на одржување на фестивалот, што предходно беше закажан од 29 мај до 3 јуни, е презакажан поради најавените врнежи. Сите купени влезници ќе бидат валидни за новиот термин на фестивалот. Станува збор за нов музички фестивал, најголем досега што се има случено во регионот. 5-дневна забава исполнета со над 50 музички звезди од Македонија и регионот. Фестивалот ќе се одржува во спортскиот центар Борис Трајковски на 2 сцени, внатре и надвор околу спортскиот центар. Поетската книга Патот за Итака од Мирјана Тренчева е добитник на наградата Даница Ручигај за најдобра поетска книга од членки на Друштвото на писатели. Наградата на Мирјана ќе биде врачена на книжевната манифестација Празник на липите. Патот за Итака од Мирјана Тренчева е победник на конкурсот за најдобра поетска книга напишана од писателка која членува во Друштвото на писатели на Македонија и објавена во текот на изминатата година. Селекторката Билјана Станковска истакнува дека меѓу кориците на оваа книга поезијата е на високо естетско рамниште, со длабока емоционална осмисленост, со уметнички обликувани идеи и исклучителни метафори. Како што соопшти Друштвото на писатели на Македонија, наградата се состои од плакета и ќе биде врачена на книжевната манифестација Празник на липите, која ќе се одржи во Друштвото на писатели кон крајот на месец јуни. До четврток ќе се задржи променливо облачно време, претежно во попладневните часови, на повеќе места ќе биде нестабилно облачно со пороен дожд и грмежи. В среда и четврток се очекуваат поинтензивни процеси, особено во западните и северните делови. В петок и сабота ќе има појава на повремен локален дожд. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.